Kryetari i sindikatës së pavarur për arsim, shkencë dhe kulturë Jakim Nedelkov u bëri thirrje drejtorëve që të mos veprojnë sipas udhëzimeve të reja të Ministrisë së Kulturës dhe punonjësve që të mos i pranojnë zgjidhje të reja për llogaritjen e pagave që u janë dorëzuar nga dje, duke paralajmëruar se do të ankimojnë nëse ato nënshkruhen. Проблемот произлегува од недореченоста можеби или лошото толкување на општиот колективен договор, каде што согласно општиот колективен договор платите во јавниот сектор во 2023 година треба да се зголемат за 10%. Овие 10% во 2023 година во дејноста култура установите ги рачунаа на бруто плата само додадоа 10% без да се вградат во системот на пресметка на плата. Сега од аспект на мината 24 и 25 година, тие 10% лепдат во воздух, ги нема во системот. Nedelkov propozon rritjen e koeficientit të kompleksitetit për vend pune për 10% dhe shtesë për 0.7% përmes marrëveshjes të përbashkët kolektive si zgjidhje sistematike për të cilët vonohet paga e muajit mars. E punonjësit e kulturës nuk janë të vetmi që ende nuk kanë marrë pagat e marsit. Kryetari i lidhjes së sindikatave Slobodan Trëndafilov tregoi se në disa institucione publike punëtorët ende po presin rroga. Поред моите сознание немаат добиено плата. Вработените во делот јавното обвинителство немаат добиено плата. Вработените во водостопанство, каде што имаше голем удар врз работниците да се зачленат само во друг синдикат, се уште ја немаат добиено својата плата и нема ниту изгледи кога ќе ја добијат нивната плата. И други низа институции кои, за жал, во јавниот сектор се уште ја немаат добиено платата. Ако не се лажам, сабајле добив информација дека дури Државниот инспекторат за труд се уште нема исплатено плата на вработените во овој инспекторат, кој треба најмногу да помага на работниците и кој треба да ги спречи сите неправилности за неисплаќањето на платите во приватниот како и во јавниот сектор. Trëndafilov thekson se qeveria dhe punëdhënësit po refuzojnë t'i rrisin pagat dhe për më 1 maj paralajmëroi protestë. Apeloi që qeveria t'i përmbahet asaj që është marrë vesh sepse paditë e punëtorëve dhe vendimet gjyqësore, siç tha ai, do t'i kushtojnë shumë buxhetit të shtetit.